Добродојдовте во последната емисија на осми на финале. Денес со нас имаме два нови тима и секако очекуваме и нови знаења. Со нас се тимот од Средното општинско училиште Јане Сандански Телетабиси и тимот Штек од Средното општинско училиште Никола Карев. Телетабиси, представете се. Ристо Георгиев, втора година. Коста Михайлов, втора година. Виктор Шутевски, прва година. Георги Станков, първа година. Добро, Телетабиси, зошто се пријавивте? Се пријавивме да ги покажеме нашите знаења. Добро. Вие каков резултат очекувате? Солидно. Добро. Супер одговор. И сега да започнеме. Првата игра се вика да или не. Секој од тимовите добивате по 10 прашања кои се одговараат наизменично. Тоа се исказни реченици на кои вие треба да одговорите со да или со не. За секој точен одговор добивате по 4 поени. Одиме прво прашање за Телетабиси. Хуан Мата игра во фудбалскиот клуб Челси. Не. Вашиот одговор е точен. Тој е поранешен играч на Челси, моментално игра во клубот Манчестер Юнайтед. Прво прашање за Штек. Кулата во Пиза е единствената крива кула. Да. Вашиот одговор не е точен. Постојат уште вакви 20 кули во другите земји. Името на познатиот поранешен Формула 1 возач е Михаел Шумахер. Да. Вашиот одговор е точен. Второ прашање за Штек. Џони Штулик бил фронтмен на бендот Азра. Да. Вашиот одговор е точен. Трето прашање, Телетабиси. Месец ноември спаѓа во годишното време есен. Да. Вашиот одговор е точен. Крокодилите не можат да го помрднат јазикот. Да. Да. Вашиот одговор е точен. Ескимите живеат во иглу. Телетабиси. Да. Вашиот одговор е точен. Во Чернобил се случила најголемата нуклеарна несреќа. Да. Вашиот одговор е точен. Норвешка е кралство. Не. Вашиот одговор е точен. Логото на Адидас е две линии. Не. Не. Вашиот одговор е точен. Логото на спортскиот бренд Адидас е составено од 3 линии. Бионсе освоила 5 Греми награди во иста вечер. Не. Вашиот одговор не е точен, таа ги освоила. Суетскиот канал ги разделува Северна и Јужна Америка. Да. Вашиот одговор не е точен. Суетскиот канал ги разделува континентите Африка и Азија. Францускиот булдог потекнува од Франција. Да. Вашиот одговор не е точен. Францускиот булдог е доведен во Франција од Англија од страна на текстилните работници. За Штек. Нашиот сончев систем има 8 планети. Не. Вашиот одговор не е точен. Има 8 планети. Амелија Ерхарт е првата жена која го заобиколила светот со авион. Вашиот одговор е точен. Канонот е дувачки инструмент. За Штек. Не. Вашиот одговор е точен. Тој е жичен инструмент. Дунав минува низ Чешка. Телетабиси. Да. Вашиот одговор не е точен. Дунав минува низ Средна и Источна Европа. Тоа се земјите Германија, Австрија, Словачка, Унгарија, Хрватска, Србија, Бугарија, Романија, Молдавија и Украина. Одиме понатаму. За Штек. Кина е најголема држава според својата површина. Не. Вашиот одговор е точен. Русија е најголемата земја во светот со околу 11,5% од вкупната светска површина. Минск е главен град на Унгарија. Не. Вашиот одговор е точен. И последно прашање, најпосетуваната туристичка дестинација во светот е Дизниленд. Не. Вашиот одговор не е точен. Со ова ја завршивме првата игра. Сега кратко прашање за вас, Штек, дали ви беше тешко? Воопшто? Малко. Вас? Релативно лесно. Релативно лесно, добро. Поените се следниве, ви имате 28, а ви имате 24, што значи дека во првата игра вие сте победници Телетабиси. Одиме понатаму со втората игра. Втората игра е проста математика. Дадени ви се 6 цифри од кои вие треба да добиете трицифрен број, а при тоа да ги користите математичките операции. Одземање, собирање, множење, делење, загради и еднакво.
За решавање имате 2 минути, а за презентација имате 30 секунди. Оној кој што го добива точниот резултат добива 20 поени, а оној кој го има приближниот добива 12. Доколку тимот кој го има точниот резултат сгреши при пресметувањето, шанса му се дава на другиот тим. Бидејќи почнав со првата игра од вас, сега ќе почнем од Штек. Првата задача е: добите го трицифрениот број 718 со помош на математичките операции помеѓу броевите 7, 1, 7, 2, 20 и 25. Времето ви тече, решавајте ја задачата двата тима. Не смеете да ги повтарате бројките два пати. Користете ја еднаш. Имате време. Размислувајте. Имате уште една минута. Треба да го добиете бројот 718. Тече. Имате уште неколку секунди. Четири, 3, 2, 1, готово. Штек, кој резултат го добивте? 281, вие? 837. Вие ќе презентирате. Штек, повели. Имате 30 секунди. 25 по 7 плюс 12 по 7 по 2 по 7. Добро, уште еднаш, само погласно и пополека. 25 по 7 Добро. плюс 20 по 7 по 2 плюс 7. Тим Штек, вашето решение не е точно и затоа можност има другиот тим, Телетабиси повелете. Имате 30 секунди. 7 плюс 7 плюс 20 во заграда по 25 минус 2 минус 1. Добро. И го добивте резултатот? 837. Добро, вашиот резултат исто така не е точен и затоа никоја од екипите не добива поени на оваа прва задача. Одиме понатаму на втората задача за Телетабиси. Добите го трицифрениот број 287 со помош на математичките операции помеѓу броевите 4, 1, 4, 9, 20 и 100. И двата тима решавате. Имате 2 минути. И двата тима решавате, што е многу одлично. Времето ви тече. Имате уште една минута. Значи бројот е 287.
секунди. Четири, 3, 2, 1. Времето завърши. Кой резултат го добавите телетаписи? Точен брой 287. Вие? 285. Това значи дека телетаписи го презентираат нивниот резултат. Имате 30 секунди. 9 по 20 плюс 100 плюс 4 плюс 4 минус 7. Вашиот резултат е точен, што значи дека вие во оваа игра добивате 20 поени, бидејќи резултатот ви беше точен, односно ист како нашиот. Сега одиме понатаму со третата игра. Таа се нарекува Милионер. Оној кој има помалку број на поени, тоа сте вие штек. Избирате категорија од следниве: музика, занимливости, географија и литература. Добивате по 7 прашања и имате 4 понудени одговори. Точниот одговор ви носи 8 поени. Доколку тимот сгреши, другиот тим има право да одговора, но при тоа ќе добие 4 поени. Имате 30 секунди. Која категорија избирате? Географија. Географија. Добро. Првото прашање за вас е: во кој град се наоѓа Карловиот мост? Под А Париз, под Б Прага, под В Берлин, Г Истанбул. Париз. Вашиот одговор не е точен. Дали вие го знаете телетапис? Под Б Прага. Вашиот одговор е точен. Второ прашање за штек. На која држава и припаѓа Аљаска? Под А Русија, под Б Кина, под В Америка, Г Данска. Соединените американски држави. Точен одговор. Ако земјата е оддалечена од сонцето 50.000 километри, колку овци ќе има на земјата? Под А воопшто ќе нема, Б дупло повеќе од сега, В исто како и сега или Г 3 пати помалку. Исто како и сега. Вашиот одговор не е точен. Воопшто ќе нема. Точен одговор, телетапис. Четврто прашање. Колку земји членки има во Европската унија? Под А 27, под Б 28. 28. Точен одговор. Кој е главниот град на Народна република Кина? Под А Шангај, Б Токио, В Пекинг, Г Чункинг. Пекинг. Вашиот одговор е точен. Најголем број на активни вулкани во Европа се наоѓаат во: под А Франција, Б Италија. Италија. Вашиот одговор е точен. Кој е главен град на Белгија? Под А Токио, Б Минск, В Брисел или Г Берн. Брисел. Вашиот одговор е точен. Одиме понатаму, категорија избираат телетабиси. Занимливости. Занимливости. Добро, прво прашање. Од каде потекнуваат пандите? Под А Кина, Б Шпанија, В Македонија, Г Франција. А Кина. Вашиот одговор е точен. Кој од наведените не е метал? Под А алуминиум, под Б калциум, В злато, Г титаниум. Титаниум. Вашиот одговор не е точен. Дали Калциум. Калциум. Точен одговор. Кои се боите на јапонското знаме? Под А црвена и бела, Б црвена и црна, В црвена и жолта, Г портокалова и жолта. А црвена и бел. Точен одговор. Која е најновата членка на Европската унија? Под А Бугарија, Б Романија, В Германија, Г Хрватска. Хрватска. Точен одговор. Кој е највисок правен акт во државата? Под А закон, Б устав, В подзаконски акт, Г уредба. Б устав. Точен одговор. Кој е вистинското име на изведувачката Лејди Гага? Под А Ангелина Стен, Б Хариет Смит, В Стефани Германота, Г Джоана Карл. Стефани Германот. Точен одговор. И последно прашање. Во постојанска јама се наоѓа ендемичниот вид на риба. Под А белвица, Б црвеноперка, В човечка риба, Г салмо летница. В човечка рибка. Вашиот одговор е точен. Добро. После ова да видиме како се чувствуваат нашите надпреварувачи. Вие бидејќи го одговоривте последното прашање. Сега добро. Добро вие. Добро. Супер, вака поените за вас се 56, а за вас се 44. Продолжуваме на следната игра. Таа е следиме.
Тимовите добивате по еден збор од нас и треба да формирате друг збор кој ќе започнува на последните две букви од првиот збор, а да не завршува на ка и на ко. Имате 120 секунди, а оној кој што победува добива 8 поени. Прво прашање за телетабиси. Се извинувам, збор јагода. Далматинец. Далматинец. Вашето време истече, што значи дека вие добивате 8 поени. Следниот збор за штек е емисија. Јама. Мачка. Вашиот збор заврши на К и Камен. затоа не треба да завршува на К и на ко, што значи дека вие добивате поени. И во овој дел. Тоа значи дека сте 8 на 8, односно изедначени. Одиме понатаму. Петата и последна игра се логоата. За оваа емисија го избравме англискиот фудбал. Тимовите одговарате наизменично, со секој точен одговор добивате по 4 поени. Доколку тимот погреши, другиот тим има право да одговара, но исто така ќе добие 4 поени. Имате 5 секунди. За вас. Астон Вила. Точен одговор? Штек? Евертон. Точно. Телетабиси? Лестер Юнайтед. Не. Дали вие го знаете? Не. Времето истече, Лестер Сити. За Штек? Ливерпул. Телетабиси? Ньюкасл. Штек? Вест Хем Юнайтед. Точен одговор? Манчестър Сити. Точен одговор? За Штек? Тоттенхем Хотспур. Добро. За да... Стоук. Сити. Точно. За Штек? Свонси. Свонси? Свонси Сити. Добро. Точен одговор. Добри бевте во оваа игра. Како се чувствувате, бидејќи беше последна и со ова ја завршуваме оваа емисија? Помина добро. Добро. За вас? Супер. Супер. Добро. Сега вашите поени се вака. Вие телетабиси имате вкупно 132 од сите игри, а вие Штек имате 96 вкупно од сите игри. Тоа значи дека со телетабиси се гледаме понатаму. Ви благодарам што и овој пат бевте дел од нашата емисија. За мојот изглед вечерва се погрижи Бутик Бјути и се гледаме понатаму во другите емисии. Пријатно!